Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје ќе зборуваме за новините во клиниката за хируршки болести, клиниката по хируршки болести Светинаум Охридски во Скопје, или кај народот познато по старото име Стара градска болница. За болницата, мој соговорник и гостин во студиото на Радио Слободна Македонија е доктор Јасминка Чабуковска-Радуловска, директор на оваа јавна здравствена установа. Доктор Чабуковска-Радуловска, добро утро и добре дојдовте во Здравје. Добро утро на вашите слушатели, на слушателите на радиото Радио Слободна Европа. Добро утро за тимот и ви благодарам што денеска сум гостин во вашата емисија да позборуваме малце за она што е ново на Универзитетската клиника по хируршки болести Светинаум Охридски. Вие втор пат сте гостин во оваа емисија, во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Сакам да почнеме за новините кои во меѓувреме се воведоа од помеѓу вашите две гостувања. Неодамна беше промовирана нова опрема, поточно мамограф. Прв пат ваков апарат, односно апаратура, се набавува и почнува да функционира во установата со која раководите. Како ќе може пациентите да го користат овој апарат? Кој е бенефитот всушност за болните? Иако клиниката има долготрено работно искуство, значи од 63 година, тоа се 53 години, значи искуство во доменот на хируршката дејност и радиодиагностиката. Оваа година, на почетокот на годината, за прв пат е монтиран нов дигитален апарат за мамографија, кој што е обезбеден од тендер на владата и Министерството за здравство. Инаку, мамографијата е конвенционален метод за исследување на дојки, која што досега не е изведувана на клиниката, реков за овие 53 години. Иако во клиниката постои оддел за реконструктивна и пластична хирургија, кој што се бави со овој тип на интервенции и третман на дојка, така да набавката на овој апарат и пуштањето во употреба е од особено значење, значи за пациентите, како за пациентите, така и за клиниката, која што го воведува во својата редовна пракса како една нова диагностичка процедура. Особено задоволство е нели што веќе може да се комплетира тој дел на диагностика и на хируршкиот третман на дојката. Закажувањето ќе оди од 20 март натака, бидејќи во тек се обуките на техничкиот персонал кој што нели ќе го обавува снимањето. Да, сепак станува збор за нов апарат. Така, кој што досега не го работеле и ако имаат соодветна едукација во рамките на своето образование, но без искуство, нели, за тоа сега веќе тоа е во фаза на довршување и од 20 март натака ќе може да се закажува преку системот на Мој термин. Последниот период слушнавме и за друга апаратура, друга опрема. Што се е набавено овој изминат период за подновување, би се рекло, на клиниката за хируршки болести? Во рамките на формирањето на кабинетот нели за болести на дојката е набавен и нов ултрасонографски апарат за исследување, значи за преглед на дојки и меки ткива, со кој што морам да кажам дека новина е тоа што ултразвукот е снабден со еластографија на дојки и меки ткива, која што ќе биде воведена на одделот како нова метода не само на клиниката, туку и во јавното здравство во Македонија, бидејќи досега еластографијата не е метода која што е применувана во Македонија како редовна диагностичка процедура. Се работи за една ефективна конвенционална диагностичка техника која што доколку се комбинира со ултразвучниот преглед на дојката, помага во разликувањето на малигните од бенигните лезии на дојката, значи односно ја намалува потребата од непотребните биопсии, ја подобрува специфичноста на ултразвукот, значи со помош на користење на овие ултразвучни слики за да се измери цврстината и механичките својства на промените и бидејќи
бидејќи канцерогените лезии имаат поголема цврстина, полесно се разликуваат од бенигните промени на дојката. Исто така оваа метода покажува и поголема точност во однос на одредување на големината на лезијата, на промената, значи, бидејќи ултразвукот на некој начин некогаш може да ја потцени големината, бидејќи ја покажува самата промена без да се има увид што се случува во околината на промената. Така да еластографијата ќе се користи во дијагностицирање на овие мекоткивни лезии во почетокот на дојка, а подоцна има можност да се примени и во испитувањата на мускулоскелетниот систем, на паренхимните органи и слично. Доктор Чабуковска, вие покрај тоа што сте директор, сте и лекар специјалист, радиодиагностичар. Може ли да ми направите една паралела, како се одеше диагностиката кога вие почнувавте всушност да работите и сега? Значи, колку новите апарати ви го олеснуваат на вас работењето и за добро на пациентите да се воспостави прецизна, попрецизна диагноза? Радиодиагностиката е специјалност и технологијата стално оди напред. Так. Морам да кажам дека во текот на моето 20 годишно работно искуство, колку што го имам на одделот за радиодиагностика, многу работи се променија, така да од една сива скала, од една црно-бело гледање на работите, веќе работите ги гледаме во боја, ги гледаме во најмал детал. Во 3D што се вика. Така, со помош на реконструкциите и тродимензионално, и морам да кажам дека во почетокот тука беа 4 апарати, сега веќе се 8 со новиот и 9 апарати кои што ќе бидат присутни на одделот. Значи немавме компјутери, немавме магнетна резонанца, немавме мамограф, ултразвукот беше во фаза, да речам, на почетно имплементација. Така да големо е задоволството да кажам дека рентген одделението експанзивно, значи се шири и си го завзема своето место, бидејќи диагностиката пак е неопходен предуслов во поставувањето на точна диагноза за секоја област, а особено е важна во хирургијата, каде што минути се важни за да се спаси животот на еден пациент, така да поставувањето на точна диагноза е од особено значење за овие пациенти. Еве, споменуваме апарати, нова апаратура, значи прецизна диагноза. Колку ова опрема ви го зголеми всушност и обемот на работа? Се зголеми ли бројот на пациенти кои доаѓаат и бараат здравствена помош и услуга во Светина Омохридски? Секако од година во година расте бројот на пациенти кои што бараат услуга не само на одделот за радиодиагностика, него во целост и во болницата. Значи можам да кажам дека на годишно ниво најмалце по 2000 пациенти, да речам годишно расте фреквенцијата на пациенти, а околу 400 до 500 операции, најмалце секоја година се зголемува, значи оваа динамика на операциите во болницата. Секако тоа е резултат и покрај тоа што се отворија многу приватни болници, се отворија, новата градска болница превзема дел од активностите, старата градска болница остана во централното градско подрачје и не само поради подложбата во која што се наоѓа достапноста. Добро, вие сте први на удар, што би се рекло за итни случаи, или дали од внатрешноста или од центарот на градот да има некоја несреќа или некој инцидент, прво кај вас доаѓаат. Така, ние велиме дека таа геостратешка позиција на болницата во центарот на градот и достапноста од повеќе сообраќајници од сите страни има свој удел во тоа дека се зголемува фреквенцијата, но морам да кажам дека се зголемува и квалитетот на едукацијата на персоналот, се зголемува квалитетот на здравствената услуга која што ја пружаме и се надевам дека тоа е причина повеќе поради која пациентите ја бараат услугата во нашата институција. Се надевам дека почнува време и на внатрешна реконструкција, кога болницата и внатрешно ќе го добие својот внатрешен изглед. Ќе се осврнеме на реконструкцијата. Дека тоа ќе биде. Да, сакам околу пациентите и услугите малку. Споменавте дека сте во центарот на градот. Дали тоа значи дека само од Скопје или од внатрешноста од други градови се праќаат преку патот на движење на пациентот? Добивате ли пациенти од другите градови во Македонија? Секако, градската болница секогаш, па и до ден денеска, значи не е болница, јако го носи називот градска болница, не е болница само на градот Скопје и на неговата поширока околина, туку гравитираат пациенти од цела Македонија, кои што услугите ги бараат тука. Дали се работи за тоа дека слушнале дека има опрема, или се работи за тоа дека слушнале дека некој хирург добро оперира, дека има соодветен кадар. Добра стручност.
Така да, тоа е тоа што ги привлекува пациентите и ние на вистина сме отворени 24 часа за сите пациенти од цела Македонија. Иако морам да напоменам дека треба да се води сметка пред транспорт на било кој пациент, болнички или било каков од внатрешноста, треба да се провери дали капацитетите се полни за да пациентите не се најдат во ситуација да мора да се префрлаат во некоја друга институција, зашто се случува повремено, нели, болницата да работи со полн капацитет. Кога сме кај лекарите, односно персоналот кој работи, споменавте дека и пациентите ги бираат или слушнале дека таму работат, но и медицината постојано, како и апаратурата и самиот третман на болните оди и се усовршува се понапред. Го следите ли вие тој чекор, односно вашите вработени? Одат ли на обуки на доусовршување на знаењето за да дадат подобра здравствена услуга на пациентите? Секако во одредувањето на квалитетот на здравствената услуга игра улога не само апаратурата, нели, која што ја добиваме, туку и она што како знаење нашите вработени, нашите хирурзи го применуваат. Ние секоја година правиме своји планови за натрешна и екстерна едукација. Внатрешната едукација ја спроведуваат самите лекари кои што работат во институцијата меѓусебно на одредени предавања, презентации, на новини, на стари техники во однос на специјализантите, на колегите, сепак сме ние универзитетска клиника кои што доаѓаат да се едуцираат тука. Значи презентираат и помалите колеги, по специјализанти и повозрастните кои што го пренесуваат своето искуство, но дел од нив во процент секоја година по 20% од докторите, значи по 15 до 20 доктори одат на едукација во странство. Ова едукација е организирана едукација, во најголем дел се спроведува програмата на Министерството за здравство и така е договорена едукацијата, а во помал процент дел од лекарите успеваат и сами да створат своји конекции, одејќи по разни конгреси, симпозиуми, знаат каде што се работи, така секако. Со новините. И одат на таа едукација, после враќањето секој од нив има обврска да ја презентира, значи методата која што ја видел таму, да ги презентира новините со кои што се сретнал и да го тоа имплементира во својата секојдневна работа и пракса. Доктор Чебуковска, ќе направиме кратка пауза за реклама и ќе се вратиме со дополнителни информации и новини од клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски, односно Старата градска болница. Почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје зборуваме за функционирањето и новостите, односно новините во клиниката за хируршки болести Свети Наум Охридски, позната кај народот како Стара градска болница. Мој соговорник во студиото е доктор Јасминка Чебуковска-Радуловска, директор на оваа јавна здравствена установа. Доктор Чебуковска-Радуловска, пред рекламите стигнавме до едукацијата и поведувањето на нови методи. Споменавте дека 15 до 20 лекари заменуваат преку проектот, конкретно и на Министерството за здравство, но споменавте и симпозиуми и конгреси каде ги осознаваат новите методи, односно трендови во лекувањето во медицината. Кои новитети како резултат на овие доедукации и обуки се воведени последниот период за третман на пациентите кои се примаат, односно хоспитализираат во установата со која раководите? Па од 2010 година до 2015 година на Универзитетската клиника по хируршки болести Свети Наум Охридски се воведени вкупно 71 метода, кои што се нови методи во работењето на клиниката, нели? Никогаш не се работи за комплетно нови методи, туку се работи за тоа адаптација или нови начини, нови пристапи во хирургијата, зашто секако и тие се битни и ја олеснуваат работата и го зголемуваат квалитетот. Како резултат на едукациите на вработените, значи во клиниката се воведени многу ендоскопски процедури за оперативен третман на ингвинални херни, за оперативен третман на дебело црево, значи за карцином на дебело црево, оперативни нови техники во операцијата во урологијата, ендоскопски, воведени се нови диагностички процедури, како што наведовме. Така, споменавме дел од нив. Така. Во трауматологијата се воведени нови оперативни техники, тоа се трансплантација на коскени цилиндри, PRP методата или надоместување со стем клетки на раскавичниот дел на коленото, операција на рамо, значи протезите на рамо,
нови техники на оперирање на рачните зглобови, во детската хирургија новини во однос на пристапот кон оперативните техники на екстремитетите кај децата при фрактури на екстремитети. Така да се работи реков на тоа да се продлабочи не само квантитативно, туку и квалитативно да се даде нова димензија на здравствената услуга која што им се дава на пациентите. Така, дополнително на воведувањето на нови методи до усовршувањето, секако клучен сегмент е изгледот, односно во каква состојба е болницата. Се работи сепак за стара градба на болницата, изградена, како што и вие споменавте, далечната 63-та година. Најавена е комплетна внатрешна реконструкција. Чинам пред неколку години надворешно се смени фасадата, се доби поинаков изглед, меѓутоа внатрешно состојбата, да бидеме реални, е уште поодамна за реконструкција. Кога се планира да се започне со ова најавена реконструкција темелно? Самиот објект на старата градска болница е од 33-та година, датира од далечната 33-та, и тоа е објект кој што е символ на град Скопје и заштитен под така како амбуланта па доградуван. Не, објектот реално бил дело на еден уметник кој што за таков тип на објект, значи, добил известна награда и затоа е под културното наследство на Република Македонија со заштита. Но овој објект е динамичен, морам да кажам дека таму не е музеј, него се работи за една болница која што секоја година има потреба од реконструкција, која што се користи активно. И надворешната реконструкција на болницата беше спроведена во далечната 2000-2001 година. За жал, тогаш и покрај најавите немаше внатрешна реконструкција на болницата и оваква каква што е сега. Да, требаше паралелно и внатрешно и надворешно. Така, не се доврши тој проект. Онаква каква што е сега, значи, датира од периодот на 63-та година со помали промени, да речеме доградби, внатрешни реконструкции до адаптација на простори, како што е просторот за магнетна резонанца, за дојка, за компјутер. Така, за новите апарати. Да, за новите апарати. Тоа е наша, значи, интерна реконструкција, која што во целост не го опфати никогаш целиот објект. Имаше најава пред неколку 2 години, но таа не се реализира, почна некои избори, не се заврши. Денеска предстои реконструкцијата, е во завршна фаза, бидејќи е избран изведувачот на објектот. Во моментов чекаме негде до крајот на месецот да започне комплетно внатрешната реконструкција, бидејќи чекаме да ни се даде и динамиката на работа на изведувачот, да знаеме како така, клиниката... Така мора да се прилагодите. Тоа ќе значи дека ќе се затворите за пациенти или... Нема да бидеме целосно затворени за пациенти, парцијално ќе работиме во делот периодот, зависи од динамиката што добавувачот ќе ни ја достави нас. Нареднава недела очекуваме да се договориме околу тоа како ќе биде секако ќе информирате јавноста. Ќе информираме јавноста и нашите доктори секогаш ќе бидат на располагање, без разлика дали ќе бидат во самата болница или ќе работат до некаде. Имаме ние лекари кои што работат дисперзирано низ цела Македонија, па би можеле и таму дел од пациентите кои што гравитираат од внатрешноста на Македонија да ги прифаќаат, тие интервенции да ги извршуваат, нели, во тие болници. Ќе направиме една одредена динамика се со цел населението да си ја добие соодветната услуга. Така, ние ќе бидеме во тек и ќе информираме секако за секои новости. Ви благодарам за овие споделени информации и за гостувањето во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам и вас, поздрав до вашите слушатели, поздрав до вас како екипа, се надевам ќе се видиме повторно кога ќе имаме што да споделиме ново. Така, секако со нов објект, со нов лик, што би се рекло, на старата градска болница, секако сте добре дојдени и ќе ве поканиме повторно во Здравје. Ви благодарам и вам. И јас ви благодарам уште еднаш. Почитувани, тука и крајот на денешното издание на емисијата Здравје. Уредник и водител на емисијата Александар Динев. Техничка реализација Никола Давчев. Денеска сме петок, 18 март 2016 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Почитувани, тука и крајот на денешното издание на емисијата Здравје. Ви закажувам повторна средба со Здравје во понеделник во 9 часот и 5 минути, а во понеделник во Здравје зборуваме за здравата храна и здравиот начин на живот. Од мене до слушање и пријатен викенд. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок
Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мейл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.